Во ред е ставането на законска рамка за легализирање на некој начин прометот на произведени алкохолни пијалоци, конкретно ракијата од мали производители. Меѓутоа, и овој амандман кој што се однесува на некој начин на скалесто доаѓање до целосно воведување на таа акциза од 30 денари за секој литар жесток алкохолен пијалок ракија да четвртата година од денес. Меѓутоа, онаа што останува како проблем во Република Македонија е тоа што ние немаме само комерцијално ориентирани производители на ракија. Ние имаме принудни производители на ракија. Принудни производители кои што се јавуваат особено во годините на тешок пласман на овошјето и на грозјето. Што правиме со тие луѓе? Затоа што најголемите количини на произведена ракија се јавуваат баш во тие години кога има проблеми со пласманот, кога има енорем род на грозје. Ние како држава немаме доволно капацитети за превземање на сиот род. Па да не збориме во години на винска криза кога се полни или до пола полни капацитетите на винариите и во тие години земјоделските производители се ориентираат на производство на ракија како издувен вентил за спас од пропаѓање на родот. Ја имам забелешки од процедурален аспект кој што на некој начин со Министерството за финансии и представниците од Министерството до некаде ги расчистивме, меѓутоа во законскиот текст стои дека малиот производител земјоделец ги подига бандеролите 5 дена по производството на алкохолниот пијалок, што не смее да биде. Меѓутоа добив уверување дека бандеролите се подигаат при обид за пуштање во промет на алкохолниот пијалок. Затоа што во ситуација во која што имаме принудни производители ради проблемот со пласманот на родот овошјето или грозјето, од друга страна, па тој на некој начин не успел да го пласира родот, не дошол до финансиски средства, принудно произведува ракија, одозгоре пак и да плаќа бандероли на произведените количини на ракија. Значи, да, набавување на бандерол само при обидот за пуштање на алкохолниот пијалок во промет, а никако при самото производство, односно како што стои во законскиот текст 5 дена после производството на тој алкохолен пијалок. Останува и понатаму проблемот со пласманот на овие производи кои што создаваат производители на алкохолни пијалоци. Панчо Минов, кон реплика.